Бројни се бенефитите од изградба на когенеративни централи. Постројките кои ги најавува владата за експертите се победничка варијанта. Со ваквите капацитети истовремено би се произведувала струја и топлина, а тоа производство пак ќе значи исполнување на врските кон Европската унија за производство на зелена енергија. Граѓаните ќе дишат почест воздух, а Македонија ќе добие стабилно производство на енергија и ефикасна и поеколошка замена на термоелектраните. Во една комбинација, во една иста постројка, се обединети повеќе елементи. Гасна турбина, котел, парна турбина, кондензатор и во исто време тоа произведува и електрична и топлинска енергија. И во една така таа е високо ефикасна и на ниво на Европска заедница ја признаваат, не тоа производство го признаваат како зелена енергија. Неверојатни придобавки, дај Боже што побрзо да ги направиме. Обезбедуваме стабилно производство, обезбедуваме замена на рек, битола и ТЕЦ сосломи со постројки кои што се рачунаат дека се дел од зелена енергија. Владата најавува изградба на 4 до 5 когенеративни централи, со што аерозагадувањето би се намалило дури за 60%. Енергетичарите пак гледаат и друг бенефит. Производството на енергија и топлина ќе биде поекономично, односно во когенеративна постројка се троши помалку гориво, отколку на пример во рек Битола. Во рек Битола треба да вложите 3 единици енергија или 300 мегават сати во горивото, за да добиете надвор производ 100 мегават електрична енергија. Во когенеративна постројка вложувате 2 единици или 200 мегавати во гориво, добивате 100 мегават електрична енергија и плюс 80 мегавати топлинска енергија. И уште ако таа топлинска енергија ги замени во домаќинствата дрвото, имате енормно смалување на загадувањето. Изградбата на когенеративните централи е патот од јагленот кон чистата енергија. Владата очекува тендерот за првата да биде објавен во 2026. Во моментов се подготвува документацијата и се разгледува каде би била изградена. Се спрема документација за изградба на првата когенеративна електрана. Веќе ние имаме, меѓутоа како државен продукт, има повеќе локации кои се разгледуваат. Две се локации во Скопје, на источниот или на западниот дел од градот. Исто така има и опција се разгледува за во Куманово, каде што веќе и претходно биле разгледувани тие локации за изградба на првата, така да кажам, когенеративна електрана. Премиерот Мицкоски од собраниска говорница порача дека минатата власт не оставила никакви проекти за борба со загадувањето, ниту пари за изградба на когенеративни централи. Затоа владата сега прави стратегија за проектирање и изградба на ваквите капацитети.